Уште една година е зад нас. 2025 година ќе биде запаметена во регионот по протести, политички тензии, зголемени инфлации и неизвестност. Да се потсетиме на најзначајните настани во регионот кои одбележаа годината. За жал, 2025 година ќе остане запаметена како една од најцрните во поновата македонска историја, по катастрофалниот пожар во Кочани, во нелегалната дискотека Пулс, во која загина над 60 луѓе, од кои повеќето млади. Земјата помина низ локални избори на кои победија партиите од владеачкото и владиното мнозинство, но и обновена блокада од Софија за членство во Европската унија, засилена инфлација и поскапување на цените на храната и енергенсите. Албанија е меѓу лидерите од земјите кандидатки за членство во Европската унија. Од 2025 година повторно во фокусот ја врати борбата со корупцијата по апсењето на градоначалникот на Тирана и оставката на вице-премиерката Белинда Балуку. Тирана беше домаќин на самитот на Европската политичка заедница, а Еди Рама, кој е почитуван меѓународно, доби доверба и од албанските гласачи за нов премиерски мандат. Косово ја заврши годината со предвремени парламентарни избори по долгата политичка и институционална криза, поради неможноста да се избере собраниски спикер и одбивањето коалиција со самоопределување на Албин Курти. Европската унија реши да ги олабави санкциите поради состојбата на северот на земјата во надеж дека брзо ќе се формира влада за да се спроведат реформите од планот за раст. 2025 беше година на протести и поларизација во Србија. По трагедијата со настршницата на железничката станица во Нови Сад, постојано се одржуваа протести за одговорност на институциите и крај на корупцијата, но и контрапротести за подршка на власта и крај на блокираните универзитети. Србија се соочи и со санкции врз нафтената индустрија поради рускиот удел во Газпром, а Джеред Кушнер, зетот на претседателот Трамп, се откажа од градење хотел во центарот на Белград на оспорената локација. Босна и Херцеговина во 2025 година беше во фокусот на светските медиуми, поради институционалната криза предизвикана од Милорада Додик. Тој беше разрешен од функцијата поради нарушување на уставниот поредок. Повторно се актуализираше и меѓународната истрага за викенд снайперистите во Сараево од болното минато во 90-тите години. Наместо со веселби 2025 година во Црна Гора започна со масовното пукање во Цетиње, во кое беа застрелани 12 жртви, меѓу кои 2 деца, што предизвика сериозно преиспитување на политиката на поседување оружје. Но Црна Гора има причини за славје, бидејќи е меѓу фаворитите за брзо членство во Европската унија. Што ќе донесе 2026 година? Заеднички за регионот беа политичките предизвици, но и зголемените буџети за одбраната. Нееднаквиот напредок кон Европската унија ги намали изгледите за хармонизација во догледно време. Овој дел од Балканот во 2026 година сепак ќе се надева на повисок економски раст, европски реформи и намалување на последиците од геополитичките кризи.